Животот е за жал таков, на моменти прекрасен, на моменти суров. Пред една година не ми сонував дека сега ќе отворам една изложба постхумна, иако беше во план да се отвори изложба на фотографии од Борче Силјановски. Вака фотографот Драги Неделчевски отвори постхумната изложба на фотографии на неговиот другар и колега Борче Силјановски. 35 фотографии кои вчера можеа да се погледнат се само дел од неговиот опус, мал екстракт од неговата фотографска архива, рече Драги. Оваа изложба беше како подарок од неговото семејство за неговиот роден ден. Јас како негов многу близок другар, пријател и соработник, го познавав добро и како фотограф и како човек, и мене ми падна задачата да пребирам по неговата архива, да одбирам фотографии, да ги подготвам, да ја смислам концепцијата на изложбата и се околу тоа. Пребирајќи по архивата, нормално ми навираа спомени. Тоа беше една тешка, емотивна, а и физички беше тешка работа сето тоа да се заврши. Помогна многу колеги од Тетово, од Скопје. И сега пред нас имаме навистина една солидна изложба, која што е по содржина многу хетерогена, не е хомогена, но сепак тоа представува пресек на неговото творештво во сите своји нијанси. Најмалку што можевме да направиме е да ја исполниме неговата желба, истакна Милчо, неговиот син, кој сака во иднина да го наследи она што неговиот татко го започнал. Тоа што татко ми не успеа да реализира на негова голема желба како фотограф, да има своја фотоизложба, ние, како негово семејство, се решивме на таков чекор, затоа што на нас е од големо значење. Сметаме дека во сета таа несреќа на овој начин он продолжува да неговиот дух, иако физички он веќе не е присутен помеѓу нас, неговиот дух продолжува да живее. И јас продолжувам по неговите стапки. Се надевам дека во иднина ќе прераснам во еден искусен и зрел фотограф. Во својот круг е фотографијата на Борче, која го постигна најголемиот успех. Таа фотографија лани доби прва награда на деновите на македонска фотографија во организација на Фотосојузот на Македонија, а тоа е најпрестижната фотографска манифестација во Македонија, а таа фотографија беше една од 10 од Македонија, која што не представуваше нас као држава Македонија на биеналето на црно-бела фотографија што се одржа 2016 година во Јужна Кореја. Борче беше скромен во секој поглед. Тој долго време фотографираше пејсажи, мртва природа, инсекти, макрофотографии. Сам со својата опрема. Не фотографираше многу, но фотографираше одбрано, вели Драги Неделчевски во кратката брошура подготвена за животот и делото на Борче Силјановски.